Вкусно, сочно, миризливо и лично. Тоа се карактеристиките на познатото тетовско јаболко, автохтона сорта која се помалку ја има по овоштарниците. Овоштарите велат дека се работи за стари насади, дрвото е високо и бербата е комплицирана. Приносите не се исти секоја година, затоа повеќе се одгледуваат други сорти. Тетовско јаболко е познато затоа што има доволно влага земјата и е по-добро зелен, има сок добар. Посочно е. Посочно е. А површини со тетовско јаболко? Површини со тетовско јаболко слабо, не е застапено кај нас. Има некои стари сорти, ама тоа е од подамна посејани, тие се више при крај. Изобирање. Тетовско јаболко е под небјето, многу побарувачка. Иамо на тетовката, не се плашимо. Помалу раѓа, али заиста у Тетово ga произведуваме и тетовчани ја земаат сета роба. И по цена 50 динара кило од нива доаѓа гавара. За да не исчезне, потребна е заштита на оваа традиционална овошка, по која е познат тетовскиот регион, велат познавачите. Нивната препорака е воведување субвенционирано одгледување на сортата, а субвенцијата да биде по број на стебла, а не за површина. Тоа е бујна сорта која што има доста квалитетен плод, кој што плод е сочен, во една зрелост е зеленикав до сламосто жолто, а од страната на сонце од каде што го нади е црвен бојата на плодот, крупни плодови има. Поради тоа што се тоа бујни стебла и не се исплатува да се такви овоштарници подигаат, но како автохтона сорта и традиционална би требало да се заштити, а тоа е по наше мислење државата да ги субвенционира за да на некој начин и тие што ги има не пропаднат, туку да некаде се засадат и нови такви овошни дрва со субвенција на број на стебла, а не на површина како што сега се субвенционира јаболкото. Производителите на останатите сорти јаболка се задоволни од приносите и квалитетот, а добиваат и субвенции. Бербата се уште трае и откупот не е започнат, но поучени од минатите години стравуваат од слаб пласман и ниски откупни цени. Богато родено и квалитетно. Трошкови са големи, али пласман уште до ден денеска призавршуваме со бербите, уште до денеска ниеден трговец ни да праша, али некој елбет од општина, али од власт, али од трговци, али ово, ниеден не праша. Ни за цена давање. Греота ова е роба да иде низ ноги да пропадне. Ова е га нема нигде кад месечини, не дека е муа, у квалитетот чудо невидено. Може секој еден да дојде да види, да осмотра, заштитено со најголеми агротехнички мерки и работи и све удел, меѓутоа со цената смо уништени. Ѓубрината се многу скапи. Одгледување препаратите се скапи. И работна снага се помалцима. Тоа е проблемот. Иначе кај нас се сторува јаболка, на пример. Бидува добра, ама скапо е одржавањето. А пласманот? Пласманот е потежок. Самиот да пласираш не можеш. Да има откупни станици по-друго е. Ќе предаеш таму и ќе земеш пари на куп. Субвенции земате? Субвенции земам. Задоволни сте на време доаѓа? На време доаѓа субвенции. За оваа година подадовме документи. Се чекамо, ако не исплата. Јаболкото како култура може да добие во цена кога ќе дојде оние пролетни времена март, април, мај, а за да се може тогаш да се пласира треба да се чува некаде, а тој проблем, пошто тука го имаат овоштарите, не можат да го складираат овој производ, тие се принудени да го продаваат јаболкото на откупци, прекупци, кои што им даваат многу ниски цени, така да тие цени не ги покриваат ни основните трошкови за производство. И тука е оној основен проблем, а се разбира дека производството секој пат е наменето за приноси кои што ќе добијат профит. И во тој случај овоштарите не можат да си ги покриват трошковите и затоа се определуваат да го намалат производството на јаболка.
Статистички површините со јаболка во Тетовско од година в година се намалуваат. Според последниот попис од 2007 имало околу 200 хектари, но се претпоставува дека сега се уште помалку.